Ај за многу години Богојавление водици. Тоест денот на кој Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан. Или уште попознат како празникот кај што се фрла крсто. Не крсто комшијата, крсто, светиот крст. Ова е уште еден од оние интересни празници што ги имаме и што треба да си ги чуваме и негуваме, а Бога ми и практикуваме. Са пак ќе речам, за жал кај нас многу луѓе од многу грешни причини прат некој работа. Ама си велам да не должам многу сега во најавата, пошто има многу за зборање после да не испадни видеото 25 минути. Зам со Исав да види, така. Така што одиме сега и на шпица, па после муавет. Ајде ба те пуштај. Ќе рипаме по крстове? Да ти кажем право, од дете сум меракли, ама до сега неам рипнат. Ај здравие Боже, некојаш кој ќе подпораснам вака како повозрасна личност, да речем, уш ќе рипна. Ама ти кажам искрено и не е баш за рипање. Сам то што си ладно времето, то не е проблем. Има луѓе онаму секој савајле влегват во када со мраз дремат таму по 3 до 5 минути, така натаму му почнува дено, имало многу ефекти, не знам. Јас пример на многу поинакви начини го имам студо осетено. Пример кога бев студент онаму во студентски во прва година. Се враќаш од факултет, тоиш на вежбање, се враќаш од вежбање жива вода, не знаеш дали собата е поладна, или надвор е поладно, или водата во WC е поладна. Појма нема шо е поладно. Хамен мореве, спартански режим. А па не правиме муавет дека Битола имала зими со минус 35, кај што секое савајле морало дом на училиште, пошто ние музичко сам од савајле бев. А музичкото училиште на 45 минути од јас кај што живеам, на убав ден. Во снего е минус 35 сат време бат. И нема автобуси сегде како што има низ Скопје. На Бајро автобус не ти качва, колите не качват на Бајро, не па автобус, ама добро. И да можам да слезам до место кај што врви автобус, ќе треба го чекам 30-40 минути, ќе треба после цел град да го сврти за ме дојси мене до средно музички. Па не мене си до средно, пак ќе треба сотепам од пешачење, ама добро. Така што на минус 35 имаме од Савајле одено секој ден. Врзан со шало и со капи, одиш таму вадиш шало за мрзната брада. Сам да речам, не е студо тоа што е опасно кога се рипа по крстот. Опасни се луѓето, бе брат. Тоа е нешто што никогаш нема го разберав, ама добро. Оти ќе речи. Оти како што спомнав во најавата, многу луѓе ги пратат детите што ги имаме и ги терат сите христијански работи, ама од погрешни причини. Спомнав ми во претходни видеа, ќе оди ќе поминва, ќе се крсти пред сите цркви, ќе се клања, ќе се прави и ќе оди ќе прави глупост. Од тие луѓе не се рипа по крстове, брат. Оти за жал, тој што ќе го фати крстот добива награда. И секогаш кога ќе во прашање некаква награда, луѓето се групираат и се собират и прат да не речам ујдурми за да ја земат таа награда. И откога ќе земат таа наградата, после ја земат иконата и тргнуваат со тој што го има фатено крсто, цела екипа, и одат по куќи, собират пари за среќа, демек за благослов. Се ги речиш чи благослов. И на тие на екипата таму тој што го фати крстов за негов благослов. Там поентата е кога ги даваш пари, демек ти ќе биш благословен, уствари благословуваш некој во момент. Пошто тој дел, тој адет, да речем, во ни една книга нигде не го пише дека мора пари да му даеш на луѓе, ама добро, ајде. Битно луѓето бизнисот си го терат, цути бизнис. Друга исто така битна работа. Базените во кои се фрлат крстоите се обично кади, бе брат, то не е базен, то е џакузи, да речи. 2 на 2, рипачи по крсто 20. То не бери море човек, не бери вака рака да пикниш, не па цел да влезиш внатре. Ти рипаш за благослов, излегваш крив однатре, нога, рака те боли, ти има то тепано од рипање. Еден на еден си. Шумуевете тој море. Абе базен некој се знае 50 метри на 25. И не во плиткото, од лабокото фрлиш да видам кој ќе го извади. И сите да тргнуваат од иста точка, не еден потаму, еден поваму со финти ќе влегваме. Додуше ако фрлиш во длабокото од кај сакаш, влегвај, тој што го бива ќе го извади, ама добро. Кога би биле такви еднакви, да речеме, ти условите, може да и би рипа. Пошто ако фрлиш во вода со 2-3 метри длабочина, напрсти се бројме луѓето што можеме да влезиме да го извадиме. Или пак ако фрлаш негде подалеку, ако тргнуваме од иста точка, напрсти уште помалце сме тие што можеме побрзо стигнеме. Арно не. Ќе го фрлиме во кадата таму до полу што е вака до појас, пошто не знаат сите да пливат, са секој треба да има шанса, така. И ги нарипаме сите мајагери внатре со ногата, гага. И никој не влегва со глас, сите газат долу, гада и оп, ќе остапне, оп, го најде. Кој го најде? Еден од тие истите 20 што го наоѓа. И тоа е така сегде, во сите градови има такви организации. Што уште посмешно, што многу пати си има дешавано да го најди еден и да јади трешници, па да го најди друг магично. Да ти нема да најди трешници ептено, ти камери снимат. Со Исав, со усул од оздола, динг, динг, да не се гледа. Оп, ќе го пушти другиот го најде автоматски.
седи ти воре, тоа е вежбано, мислено, праено, то не се пропуштат такви работи. И на крај ќе речиш што за еден телевизор, брат, чим се организират по 10-20 души, сигурно си сплаќа математика. Ти ќе го земи тој телевизор и ќе тргнат од тука. Цел град по куќи по 10 денари да ги бериш од цел град не се мала работа. Макар што луѓето за среќа, за здравје дават поќе. Оти мислат дека давањето пари го носи здравјето и среќата. Ама добро, ајде бериќата, ако ви носи то мир во душата, така нека биде. А иначе има и луѓе што скокат неорганизирано, што си се верници прави. Ќе си дојди, ќе си искапи во водата, ќе си рипни рекреативно, ако го гибни крсто, ако не никому ништо. Некогаш и тие луѓе го фаќат и тоаш ќе се соберат екипата што го немат фатено, овај пат ќе го гуштат него, готово со ониве тој сега, не го гибај. И тие пас онего ќе тргнат и патие ќе земат дел ти ич да не се секире. Без пари луѓето не остану. И мене ако ме најдоте вака, мислам дека не е убаво еден од нашите најубави празници да биде бизнис. Ама добро, на крајот на денот, кој ме прашва така? Ако цути бизнисо, нека цути бизнис. Остајте ме, а што зборам, терајте си ја работата. Са покрај базените имаш градови кај што фрлат врека. Тука треба да знаеш тактички од кај да скокниш, да пливаш, да клоцаш, да трчаш, зависи колкава е реката, негде трчат низ река вака. Сега ќе речиш може во река, па и нема толку многу инциденти. Размисли пак бате. Фала Богу ако за нешто се убај овие телефоните што сите снимат со нив се. Дури и да нема пренос од телевизија, пренос од некој ки има негде. Особено ако има инцидент. Лошиот глас одма се ширива. Колку имало. Море се тегнат, тој го држи, овие го тегнат крсто да го фатат, па врати му вели на озвучење му вели врати му го крсто на тој во црно. Па овој не му го враќа неки. Па во пробишти пенаш го фрлија во подлабокото во базенот, не може да го најдат, па ајде друг крст фрлај. Па таму некаде во некое село имаше снимка на YouTube, попо го фрла крсто и паѓа од настрана. Не е смешно. Треба му се направи услов на човекот да може да застане како што треба, ама никој, ти сите во крсто. Оти телевизорот избега. Па во Прилеп Александар Македонски еднаш го фати крсто. Што си мислите ви? Седи море. Па имаше во некој од селата тука од околијава. Сите рипат, трчат оттаму, го гледаш батето си го пречеква од оздола крсто како што си течи реката, си го пречека. Кога ќе се малтретира, ќе рипа, ќе трча од таа страна, од тука бате, земи го јајцо здрави. Тоа е за жал. Сегде кај што има некаква награда, тука има и можност да има некаков инцидент. Оти кој што рековме во минатото видео, за муфте први сме. Ако за ништо друго, за муфте први. А реално не треба така да биде. Значи акцентот се клава на многу погрешно нешто. Фаќањето на светиот крст треба да е света работа, бе. Како што има луѓе, пример, што донират се што ќе добијат како поклон од празникот. И така треба да биде. То треба да е од луѓето за луѓето, не за некој да си ги полни џевои. Пошто како тргнало се што треба и што не треба се претвара во бизнис. Барем овие работи што се останати, духовните да не речам, треба да останат духовни. И на крајот на денот колку поќе даваш, толку си посреќен, то така си оди. А не колку поќе мани по уши, посреќен ќе биде. Може да ќе бидиш во моментот, ама кратка среќа е таа, бе. Не ти работи. А иначе да, имам мера кија да скокам некога. Тоа што покрај тоа што се обично организирани луѓе и хаос се дешава, нема уствари нема кај да скокниш толку многу. Обично и се тоа се случува многу рано савај. Што е малце се контри со мојот начин на живот. Јас тоа си легнувам обично. Затоа секоја година не сум ни во можност да одам, пошто може да се погоди баш тогаш да си легнувам. Не мом да стојам на нозе едноставно. Ама тогаш кога ќе одам стално ме фаќа некој мерак. Дали дека сум бивши пливач, дали шо е работата, не знам. Ама видам вода обавезно сакам да рипнем. И за малце ќе рипнев еднаш дете кобе. Само што ми беше шубе да немам трешници. Од исто како што не може да го најдат во Пробиштип тогаш што е крсто, така не може една година да го најдат во едно село Доленци што се вика. Пошто како деца често одевме на кај наши крај натам од Брезово е татко ми попотекло и уживавме таму скариче, ова, она, ти реков ми и за водици требаше да слегваме веќе пошто почнувавме после тоа на училиште така. И ај на слегвање застанавме Доленци да гледаме крсто кај што се фрла. Попо го фрли крсто златен пропадна долу. Арнома базено земје, водата матна, не се гледа ништо. Рипнеа 10 души како газеа, вртеа, праe. Јас изгорен на рипна, му викам на татко ми дај јас да скокнам. Татко ми вика ти будала си ќе настиниш море ќе скокниш се камене на. Јас нема врска, дај да скокнам, имаме алишта во колата. Абе прибери се ми вели море кој скокање ќе замрзне. Јас покрај тоа што сакав да пливам изгорен сум да нуркам. Цел живот, значи пред тренинзи, после тренинзи, јас нуркам. Уже сат време ме немаше после тренинг. И до сега бога ми имам изваено еден тон работи од базените битолски и од други базени кај што сум бил. И секој пат кога загинеше некој нешто во базените битолски стално мене ме бара. Оти би рекол дека бев како делфин, ама бев поќе како кит тогаш, како китче, мало ма нема врска. Китче со образига. Битно можев да влезам долу со се гласо се све и да го најдам со раце да го најдам кај. Пошто веќе излегоа луѓето, не се сеќавам дали го најде
некој, дали фрлаат друг крст, дали што видно, не памтам. Битно сигурен сум дека ако бев јас ќе го најдев, ама добро. Така што здравје Боже, некој ден можда ќе се пробам да видам дали стварно ќе можам да офатам крстот некаде. Ако ќе види, то ќе види. Мислам дека доста е за денес. Уште еднаш да ви го честитам празникот, да ви речам Бог се јави и да ви порачам да не си го валкате духот заради материјални работи. Мислам ако сакате да ме послушате, ако не, кој ве праша бе ба? Толку од мене за денес. Поздрав и убав ден.